Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. Минималната плата од април ќе изнесува 26.046 денари, што е зголемување од 1.667 денари или 6,8%. Но од Сојузот на синдикати на Македонија вела дека тоа не е доволно и најавија генерален штрајк со истите барања. Минималец од 600 евра и покачување од 100 евра за сите плати. ДУИ предлагаат зголемување на минималецот за 3.500 денари, ограничување на цените на основните прехранбени производи, а ДОМ поддржува системски долгорочни решенија. Јазот меѓу владата, работодавачите и синдикатите се продлабочува. Минималната плата расте минимално, а незадоволството кај работниците максимално. Ке се најде ли компромис за минималната плата што ќе ги задоволи и владата и синдикатот? Тоа е она што, почитувани, денес ве прашуваме во црвена линија. Се разбира за учество. Секој ден од вас е добредоден да се вклучи, но за да го искажете својот став и секако одговор, потребно е да го завртите нашиот веќе добро познат број 02307 005. На самиот почеток да ве потсетиме дека црвена линија за секоја една тема секојдневно објавува анкети, кои што се во текот на целиот ден на Инстаграм. А каде поточно? Поточно на профилот на црвена линија, тоа на што ви треба да не заследите, како и профилот на Телма телевизија, а потоа веднаш и да кликнете на Инстаграм стори. Еве што ве прашуваме денес: дали улицата е место за диалог за минималната плата? Да, не. Имате две опции за одговор. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги пресметаме резултатите во проценти и секако ќе ги објавиме како на Инстаграм стори, така и во живо, односно конкретно ова денешно издание. А на самиот почеток, секако да го погледнеме и прилогот на Симона Петровска, пред да започнеме со дискусијата со вас. Сабота 12 часот и 5 минути. Локацијата иста. ССМ па собранието и Стопанската комора и на крајот владата, а целта е повисоки плати. Синдикатот одново на протест за борба да се зголеми минималната плата на 600 евра и зголемување на сите работнички плати за 6.000 денари. Според нив, работниците во Македонија работат се повеќе, а заработуваат се помалку. Велат податоците на управата за јавни приходи покажуваат дека околу 160.000 работници примаат плата под прагот на сиромаштијата. 160.000 работници кои директно се засегнати од зголемувањето на минималната плата. Доколку излезат утре на улица, минималната плата ветувам дека наредниот ден ќе биде многу повеќе од 600 евра. Затоа што оваа влада не се плаши ниту од Слободан, ниту од ССМ, ниту од медиумите, ниту од работниците. Се плаши од луѓето кои ќе излезат на улица и кои ќе покажат дека се незадоволни од ваквите лоши владени политики. Последните пресметки на ССМ се дека минималната синдикална кошничка е зголемена за речиси 1.000 денари, но дополнителен ценовен шок предизвика и војната на Блискиот Исток. Па ССМ со вонредно пресметување за цените. Во текот на денот ќе ги знам точните информации. Колешките кои ја пресметуваат веќе се на терен, прават анализа на вредноста на цените и веројатно ќе биде зголемување на истата, што ќе биде трагично за работниците. Сојузот на синдикатите организираше блокада пред владата. Ги блокира и влезовите на собранието, а остануваат и на најавата за 24-часовен генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор со цел зголемување на работничките плати. Според законското решение, минималната плата ќе се зголеми за околу 1.600 денари и ќе изнесува околу 26.000 денари, што ќе биде најнизок минималец од сите држави во регионот, освен Косово. Поради утрешниот протест на ССМ ќе има привремени ограничувања и пренасочување на сообраќајот по главните улици во центарот. Од МВР апелираат граѓаните да ги следат упатствата на полициските службеници и да бидат внимателни при движење низ централното градско подрачје. Почитувани, сега е време да ве слушнеме вас, секако одговорот на нашето денешно прашање. Тоа е дали ќе се најде компромис за минималната плата, што ќе ги задоволи секако и владата, но и синдикатот. Една напомена, останатите кои што можеби нема да успеете да се вклучите во живо во црвена линија, односно нема да успеете да не добиете или едноставно ви е полесно да
земете удел, односно да бидете активни, да дадете одговори. Просторот за тоа е секако профилот на Facebook на Црвена линија. Еве како изгледаме таму. Прашањето е идентично, како за оние кои што ќе бидат активни на Facebook, така и за вас почитувани во живо. А тоа е дали ќе се најде компромис за минималната плата, што ќе ги задоволи и владата и синдикатот. На самиот почеток, пред да продолжиме со вас, една исклучително важна напомена, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе учествувате во Црвена линија, ќе се вклучите, верувам ќе имаме и такви. По вртењето на нашиот број задолжително и намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, не зборувајте преку интерфон и спикерфон. Ајде да го покажеме Facebook сега и да видиме како изгледаме таму. Значи ќе се најде ли компромис за минималната плата. Голем број на коментари и реакции, драго ни е поради тоа, продолжете, заследете не на Facebook, учествувате во анкетата на Instagram, а секако ние со коментарите и нивното читање ќе започнеме по вклучување на неколку гледачи. Одиме сега во живо. Добар ден. Дали се слушаме? Како не се слушаме? Одлично. Еве. Одлично вас. Повелете, ве слушаме. Вакатино. Дали ќе се најде компромис? Сега за сега не. Бидејќи владата е против синдикатот, а синдикатот е за работникот. И тука има контрадикции. Значи не може. Еве сега ќе ви кажам зошто пак и од друга страна не може. Тоа е едната е од владата. Од другата страна, работниците не смеат да излезат, бидејќи ќе бидат пратени од работодавачите, од газите, се плашат. И втората е исто така, работниците се плашат од власта, бидејќи ќе бидат гледани од страна, пошто ќе има од секоја општина човек од партијата, од ДПМН, и ќе ги колку што може ќе следи кој оди таму и кој е тој. И после ќе му се закануваат на нивните вработени во државни и во јавни предпријатија. Тоа го знаат работниците и така да нема да има некој масовен, само ради страх. Инаку секој работник сака да му се покачи платата, а можно е во оваа ситуација, бидејќи кризата не е во подем. Така да, како може на овие јавните предпријатија и на државата да наоѓа за заходност да му се покачи, а на работникот никако брум подат. Благодарност за учеството. Секако со вас ја започнуваме оваа дискусија во Црвена линија. Уште една исклучително важна напомена. Секако времето кое што е предвидено за едно јавување е 90 секунди. Тајмерот го објавуваме на екраните за да можете да го гледате и да имате контрола врз секундите кои што одминуваат, но тоа нека не ве загрижува и обесхрабрува, секако се додека трае едно издание на Црвена линија, имате можност повторно и повторно да се вклучите за да се надополните и доискажете. Ние во продолжение го поставуваме прашањето, ќе се најде ли ви се чини компромис за минималната плата, што ќе ги задоволи и владата, но и синдикатот. Добар ден. Ало, Тина. Добар ден. Јас сум ли? Ве слушаме, во програма сте. Ми слушај. Компромис мора да се најде. Без компромис не можеме да живееме повеќе. Ќе се прати компромис и ќе се земите да убави компромис од пазар и ќе го купам јас. Благодарам за јавувањето и секако една многу важна напомена. Почитувани, ве молам како и секогаш, по тоа сме и препознатливи, не само ние како Црвена линија, туку и сите вие кои што ја креирате и ја создавате во секое едно издание. Ве молам да останеме доследни на исклучително важното правило, а тоа е на нивото. Што подразбираме под ниво? Употребата на зборови е исклучително важна, односно да бидеме секогаш пристојни, да исклучиме било каква употреба на вулгарности, на вредливи зборови, без разлика колку сме изиритирани или гневни, и секако да никогаш целосно сушност да го изоставиме и говорот
кој алудира на насилство и говор на омраз. Бидејќи во тој случај навистина црвената линија веднаш ќе се активира. Ова е особено важно и во рамки на активноста на социјалните медиуми, односно на Facebook. Би сакале секој еден коментар да можеме да го споделиме со јавноста, односно во живо, но и тука внимавајте, се разбира, да бидеме пристојни, значи што и како да се чувствувате, избегнувајте гневни зборови, пцости, вулгарности, говор на омраза и насилство. Тоа е се што ве замолуваме. Бидејќи ако сето ова го има во коментарите, за жал нема да можеме да ги прочитаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, све слушаме во црвена линија сте. Па овака. Во право се работниците што барат зголемена минимална плата, ствари синдикатот во име на работниците. Зошто? Па како прво работниците работат за работодавци. А тие работодавците се нафатираат толку многу што прават апартмани во Грција. Оние становите што се по 3000 евра квадратот во Скопје, кој ќе ги купи? Па тие ги купуваат. Тие луѓе што не го плаќат работникот како што треба, не го плаќат работникот доволно и му остранува резерва на пари, па да ги затвори некаде. Дали во стан, дали во апартман во Грција, дали на некој шетни, што ти ја знам по Малдиви, по што ти ја знам, не знам веќе каде, кај не одат. Така, некој живе луксузно, а работникот ќе си лупа и на крајот ќе си добие колку што ќе добие. И сега на крајот 1600 денари покачување на платата. Тоа не е некое покачување, не е ништо, бидејќи корпата во секој месец расти по 1000 денари. Значи, она потрошувачката корпа е кошничка. Така да... Благодарно за одговорите и учеството. Ве подсетувам, само внимавајте и на тајмерот. 90 секунди едно јавување. Продолжуваме со вас, почитувани. Секако пред да вклучиме нов гледач или може би веќе гледачка, да подсетиме и редовно да се информирате, односно да кликате на telma.com.mk, а да го задржите вниманието и на овој наслов. Инаку, од Организацијата на потрошувачи на Македонија велат државата веднаш да интервенира ако маркетите ги покажат цените. Дали може да го покажеме насловот? Верувам дека да. Значи, почитувани telma.com.mk. Кликајте да се информирате квалитетно, целосно и ефикасно. А еве го и овој наслов на кој што укажуваме секако да го задржите вниманието. Инаку, од Организацијата на потрошувачи вела дека контролите на терен ќе покажат дали договорот, односно средбата меѓу премиерот Мицковски и трговците ќе се почитува и во пракса. Односно, дали ќе го исполнат ветувањето дека нема да има покачување на цените во маркетите. Од Организацијата посочуваат доколку се случи спротивното, државата ќе треба веднаш да интервенира. А почитувани, ние денес во црвена линија ве прашуваме, ќе се најде според вас компромис за минималната плата, што ќе ги задоволи и владата, но и синдикатот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме во црвена линија сте. Па според мене мислам дека треба да се покачи минималната плата, бидејќи цените на прехранбените продукти, некои цени растат, но расте и цената на горивото. Така што постојано се качува од секоја недела. Ве слушаме, продолжете и ве, дали улицата е место за диалог за минималната плата? Па мислам дека треба да најдат владата и синдикатот решение на маса, според мене, не на улица. Така, дали е тоа се?
Тоа е се. Да, големо благодарам за учеството и сега кога одговорите, може би покусот оние предвидени 90 секунди, но како велам и сосема јасен. Бидете активни, продолжете, пишувајте и одговори како коментари на Facebook. Наскоро ќе почнеме и со читање на истите. А сега да ве слушнеме, ви се чини ли дека ќе се најде компромис кој што за минималната плата секако, кој што ќе ги задоволи им владата, но и синдикатот? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака, ја ми се чини, ако сака власта, значи да најде решение, ќе го најде за 3 часа. Ќе седнат со представникот на синдикатот или онно со синдикатите, ќе разговараат, ќе преговарат и ќе го најдат решението. Меѓутоа овдека нешто друго е. Ни владата сака да се замеша и да го реши проблемот со минималниот личен доход, нити пак работодавачите сакат да се замешат и да го решат овој проблем. Мене ми се чини дека најверојатно и владата и работодавачите сакаат и оно што има работник кој што е на работа, кој што го ствара доходот и за нив и за останатите, и оние во владата земат личен доход од тие работници со минимален личен доход. Дали и тие сакат и овие да ги избркат надвор од државата, дали тоа е и решението, ама изгледа најдобро ќе им биде и нив да ги нема, а па се прашувам дали ќе им работат подобро оние од Бангладеш или од не знам каде, кои што доаѓаат тука само туристички една недела, максимум еден месец и заминуваат. Ја не знам дали ние имаме политичари, дали имаме власт, дали имаме луѓе кои што се свесни, совесни и работат за интересите на своите граѓани. Благодарам, поздрав. Ви благодарам сега кој вам за одговорите и она што го споделивте со гледачите. Почитувани, сакаме денес од вас да слушнеме. Ви се чини ли дека ќе се најде компромис за минималната плата, кој што ќе ги задоволи им владата, но и синдикатот? И дали улицата е според вас и место за диалог за минимална плата? Добар ден. Добар ден. Значи вак, никогаш улицата не е место каде се остваруваат своите одредени права. Меѓутоа, зашто никогаш никој не го постави прашањето колку синдикати постојат? И зашто ДПМН, од кога е појавена како ДПМН, формираше паралелен синдикат во сите установи. Да не ги наведувам по име и по презиме, така наречени независни председатели на одредени синдикати се вамаровци од глава до петици. И тие сега ќе ми кажуваат дека покачувањето од 1600 денара е во ред. Синдикат е еден и единствен. За сите, од прв до последен. Без разлика на политичка припадност. Со ова не значи дека Трендафилов и компанија се цвеќе за мирисање. Меѓутоа, зошто не поставите прашање колку во органите на управа се вамаровци, членови на синдикат на УПОС? Знаете колку? Сите од прв до последен. А знаете зошто? И ќе ви кажам и сега. Например, така наречените патриоти формираат ДПМН. Тие со концензус избират председател. Кој им беше прв председател избран? Бугаринот, Лупчо Гергиевски и доста Гергиевски. Господине, најверојатно можеби досега и не сте се вклучиле во црвена линија, значи ние ве замолуваме секако за зборовите кои што ги користите и секако да не се спомнуваат имења и обвинувања, бидејќи црвена линија има конкретни прашања до вас. А она што сакаме секако еве гледате и на екранот, целта на црвена линија е не да омаловажува и навредува, тоа е особено важно. Исклучиво треба да се слушне вашиот глас како граѓани и тоа што е можно повеќе. Секој навредлив коментар или коментар што води кон политичка активност, и тоа секако ќе бидат прекинати. Црвена линија е целосно посветена на
не само гледачите, туку гледачите како граѓани. Така да ова е просторот каде што граѓаните всушност ги имаат своите одговори и можат со јавноста секако да ги споделат своите ставови. Ајде да продолжиме понатаму, да вклучиме уште некого, па преминуваме секако и на Facebook. Добар ден. Добар ден, Тинче. Баба Руска, ќе се најде ли компромис за минималната плата според вас? Треба да се најде, ама не сакаат. А може да се најде. Кој ќе им земат парите на вие што ги украдо, за сите нас ќе има протест. А сега, ја предлагам нашите плати да ги даат на нивните на нас, ние повише ќе ја водиме државата, не водиме. Само крадат, а назад ништо не враќат. Треба sve да се одземе и ќе има именно пати сум ка рекла. За Македонија ќе биде пат. Според вас дали улицата е место за диалог за минимална плата? Не, само маса. Само на маса да се седне. Ама уколку се не може, па тогаш мора да биде и улицата, што да правим. Ние жал се не можем ја да изгледам и ги замолувам сите засегнати страни да изгледат и да турат крај на оваа неправда. Друго што да кажам? Па ви се чини ли дека е доволно зголемувањето од 1667 денари? Па тоа е игра, мајтап. Тоа е мајтап. Како тоа мајтап игра со... Тинче, сакам да те прашат, ќе ми завршат минутите. Како може да не прекинам завртење, а да не добијам? Не знам што да ви одговорам, секако мене ме гледате во студиото. А Баба Руска секако ќе се заблагодариме, бидејќи учествуваше во Црвена линија и сподели со вас, почитувани, кои се незините одговори. И како што најавиве, прифрлам на Facebook. Ке почнеме со она што го напиша Димче Джеровски. На прашањето ке се најде ли компромис за минималната плата, Димче напиша: за жал со нашите властодржци никогаш не си начисто. Ако работникот не стане и не ги земе работите во своји раце, овие и понатаму ке си мислат само на себе и на нивните длабоки попски джебови. Благодарност за Димче за коментарот. Да ве слушнеме вас. Па ќе се најде ли еве компромис за минималната плата? Добар ден. Добар ден. Повелете. И среќен ден. Среќен ден и вам. Јас мислам дека компромис меѓу власта и синдикато нема да се најде. Затоа што секој си влече на своја страна. Синдикато влече на една страна, на страна на работниците, ако е прав синдикат, а владата си влече на нејна страна. Она остави да работодавачите одредуваат плати колку ќе земат работниците и тоа работниците што се во производството. Што од миниот грб сите земат плати и пензии. Значи, работата е во синдикато и не може да се владата треба да се согласи со синдикато дека и она треба да учествува во убедувањето на газдите да на работниците и се качат платите. Не може синдикато сам да се боре против работодавачите. Тоа се фактички робовладетели кои имат робови што работат на машините од сабајле до вечер, а не земат никакви плати. Плата од 24 динара не може месецот да го прекара, а не да купува лекарства и да одвојува за децата и за... Благодарам многу за споделеното. Ве префрлам повторно на telma.com.mk. Секако редовно кликајте, почитувани каде и да сте, бидејќи брзо и ефикасно ќе бидете информирани секогаш. Еве кој наслов го издвоивме, поточно од 22
баланс помеѓу сметките и празниот паричник зголемена е синдикалната потрошувачка кошничка во февруари. Речиси 1000 денари повеќе за само еден месец, толку е новиот товар што го носи семејниот буџет, покажуваат најновите пресметки за синдикалната минимална кошничка. Според пресметките на Сојузот на синдикати за 4-члено семејство, денес се потребни над 67.000 денари или 1100 евра за да се покријат основните месечни трошоци: храна, пијалоци, облека, сметки и други неопходни давачки. И тоа е без луксус, без одмори, без непланирани издатоци. Па почитувани, ви се чини ли дека и ќе се изнајде компромис за минималната плата кој ќе биде задоволувачки како за владата, така и за синдикатот? Добар ден. Добар ден. Намалете го целосно, ве замолувам, тонот на телевизорот. Дали сум ја на линија? Да, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, го намалив. Одлично, повелете, ве слушаме. Значи, темата е за синдикатот, така за што ќе се задоволи владата и синдикатот. Така, во однос на минималната плата, компромис. Моје мислење, ова денешни синдикати не личат на синдикати, пошто они за синдикат што одбиваат на работниците, треба да си имаат свој буџет и кој ќе соверат на штрајк, значи синдикатот треба да ги плати тие работници. А кај нас ова парите ги нема нигде од членарината, а он организира штрајк, па без пари кој ќе го дојде? Он треба синдикатот да има свој буџет, значи 10 дена штрајкуваат, 10 дена треба да му се плати на работникот, па виш кој се соверат 1 милион луѓе, кај ќе одат работодавците? 10 дена или 20 ќе трае штрајкот, а и затоа никој треба да му направи ревизија на тој синдикат. Кај се парите до сега што се одбивани? Они треба, не знам воопште до сега, дали има некој направена ревизија на синдикатот, или па они испужат само да, како социјалистичко време што беше, пакети се уместнати, свински полуци, и тоа плюс тоа синдикатот царувено. Така, благодарам за учеството. Подсетувам секако 90 секунди временски се предвидени за едно вклучување, но вртете повторно. А ние ве префрламе онаму каде што ќе продолжиме со читање на она што го напиша Мите Сакалиев. Вели да, улицата е начин за да седнат намаз, бидејќи до сега владата си ја бркаше мувата од капата. Договорите се сами кој работодавач ќе даде повеќе пари, ако владата само немо гледа. Владата треба да нуди решенија, а не да создава проблеми. Изгледа ќе има и генерален штрајк, па нека пресметуваат штети за стопанството за тој ден што нема да се работи со полн капацитет. Благодарност до Мите Сакалиев за коментарот. Верувам дека не следи во моментот. Добар ден. Ало, добар ден. Па да ве слушаме, повелете. Па ја проби ги замолил оние што не ја разбираат темата да не се јавуваат, да ти кажам. Ве молам да не го насочуваме. Тоа е една работа. Втората работа е вниманието на другите гледачи. Граѓаните не знаат дека договор помеѓу работодавците и синдикатот има. И тој е на обострано, мислам, задоволство, меѓутоа владата не сака да го прифати. Кој е предлогот? Предлогот работодавците прифаќаат да покачат платата во договор со синдикатот, но бараат владата да не го оданочи оној дел што ќе биде сега покачен. Што значи бараат 1 година мораториум на плаќање повисоки придонеси. А во тоа работодавците, и колкото јас слушнав и од синдикатот што го соопшти председателот, прифаќаат да зголемат платата на 500 или на 600 евра да биде. Но бараат тие 6-7 илјади да не се да плаќа 1 година доприноси. Владата не ќе да дозволи го тоа. Тога се поставува прашањето зашто владата не искочи со контрапредлог, да речеме, со кој незиното мислење да го чуеме. Како може за администрацијата
да даде законско согласување и плюс 40% за наредните 3 години покачување, а за додека за работниците, од каде што ги вади при донесите и наноците, за да им даде на администрацијата, не сака да се меша. Благодарам и вам за одговорите. Одеме повторно на Facebook, навистина огромен број на коментари и одговори, драго ни е за тоа. Продолжате со тоа темпо. На прашањето ќе се најде компромис за минималната плата, Јовче Десановски напиша: со вакво арогантно однесување на владата и на пратениците, тешко дека ќе се најде решение. Минималната плата треба да се зголеми како и останатите плати, а тој работодавач што не може да ја зголеми, нека се стави клуч на врата. Што би рекол председателот на Уставен, кој сака да вози ке си има пари за мобилен имейл, односно интернет, или нека јава конј. Благодарности за господинот Јовче. Да ве слушаме во живо. Добар ден. Добар ден. Па ќе се изнајде ли конечно компромис за минималната плата? Како ви се чини? Јас прво би рекол дека работникот се наоѓа во едно менгеве измеѓу два зида, така што тешко работникот да не му сили во кожата. Точно е дека повеќето фирми се приватни и волја од газдата ќе му дај повеќе пари или не. Што е владата тука, мојка, да ми кажете што е напаѓате владата? Владата е со народот, ама ако не сака да дај работодавачот плата, тога и владата ќе му дај од буџетот од плата. Јас мислам дека не е во право тој што напаѓа. И овој господинот Трендапилов, ако работи за политички цели, не е добро да го мами навели. Господине, уште едно прашање ве молам. Дали ви се чини дека зголемувањето од 1667 денари е доволно? Платата не сме да биде Дали? Не е доволно. Јас се сложам со тоа. Така, благодарам за одговорите и сега ако стане да продолжите да гледате Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Дали ќе се најде компромис, т.е. решение за покачување на минималните плати? Мислам дека нема да се најде. Тоа е кажано од страна на владата, ќе се покачува до 2028 година и нема отстапување од тоа. Тоест, бесува за процесот утре што се одржи во 12:05 часот. А за неправилности во маркетите да не се покачуваале цените. Тоа не е ништо. Секој си работи со профит, газда. Треба работниците да ги плати. Треба да има ЕСАП. Ако нема ЕСАП, нема да работи. Треба платите да им се покачат, бидејќи јас мислам дека на минималните плати треба да им се покачат, бидејќи во продавниците не прашуваат колку плата земаш. Сите производите ги купуваме исто, а не некој да ги полни кошниците, а од спротивната страна тие што немаат пари да си гледат и ќе се најадат од миризмата. Си згладен не верува. Колку и да зборуваме, тоа сето е узело, тоа така е решено и така ќе ти остане, ја мислам. Имајте пријател. Се извинувам, а дали улицата е место за диалог за минималната плата? За диалог, ама тука не важи ништо. Така, благодарам за одговорите сега ко учеството во Црвена линија. Останете со нас. Еве што напише пак види. Краток, компромисен пакет, прагматичен и фазиран. Веднашен скок од април до мај 2026. Минимална плата на 32.000, 34.000 денари нето.
520-550 евра. Зголемување од 23 до 30%, средина помеѓу сегашното и бараното. Линеарно за сите, плюс 4000 денари за приватниот сектор, делумно од бараните 6000. За јавен сектор бонус или процентно усогласување. Субвенции за придонеси. Владата субвенционира 20 до 30% од зголемениот дел за фирми со плати по 40.000 денари од 12 до 18 месеци. Го намалува товарот за работодавачите, работниците добиваат повеќе нето. Нова формула од 2027, 50% од растот на синдикалната кошница, плюс 30% од просечната плата, плюс 20% од инфлација БДП раст. Цел постепено до 600 евра до 2028-2029 година. Доверба мерки, нова трипаритна група со медијатор, даночен кредит за ниски плати плюс намалување на функционерски трошоци. Ова дава значителен раст веднаш за работниците, време за прилагодување за фирмите, владата и пат кон живеачка плата без шок. Реално е според регионот Албанија, Косово, Србија, ако протестот утре 14 март е силен, притисокот може да го турне кон договор. Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовање, госпоđа Тина. Поздрав и до вас. Па ќе се најде ли компромис за минималната плата? Компромис, кога ќе дојде Том Круз да го снима филмот Невозможна мисија, 5-ти дел тогаш. Синдикатот бара едно, владата ти каже друго. Никој пат нема да се најде компромис, верувај ми. А заслужуваат работниците да се качи плата. А владата кажува нема вика толку, 1600 денари и готово. Кој газда ти дава на работникот, Тина? Пак не ли одиме ние на приватизација отидовне? Не го сакавне социјализмот, на пазарна економија одиме. Малци мој на ова македонци, ако, нека буфтат, нека работат. Затоа дека кога ќе дојде Том Круз да снима 5-ти дел, тогаш ќе се постигне договор. Никој пат нема. А знаете кога ќе се постигне? Кога ќе ги снема овие политички цени, партии од политичка цена во Македонија, тогаш кога ќе дојде некој друг разбран човек да води Македонија. А се овие, како што рече Ахметина Ковачевски, како и до сега. Тешко на македонецо, после ќе бегаат, после се иселувале, наталитетот ни паѓал, ова паѓало, тоа паѓало. Не му мисли ова влада за македонски работници. Тие само гледат тие нивни газди, олигарци, што кажа еден, само да купуваат таму апартмани во Грција, станови во Скопје. Благодарам за одговорите. И уште дел од коментарите. Сонја Митевска напиша: никогаш сит гладен не верува, а Жан напиша: не разберам една работа. Комуналните давачки поскапеа во сите градови за повеќе од 1600 денари, а граѓаните се фатиле за маркетите. На големо поскапување има кај комуналните давачки. Како е можно народот ова да не го гледа? И поздрав, очекувам осиромашување на граѓаните во следниот период. Одиме со реклами. Да погледнеме како се одговори на анкетата. Денес на Инстаграм стори ве прашавме дали улицата е место за диалог за минималната плата. Со да, дали може да покажеме анкетата, со да одговорија 67%, додека со не одговорија 33%. Почитувани, информирајте се на telma.com.mk, имајте убаво попладне, останете со Телма и секако ние се гледаме во понеделник. Довидување.